Реализацијата на инфраструктурните активности во Кочани и во дел од населените места од општината се одвива според планираната динамика. По асфалтирањето на улицата Михајло Арсов во селото Прибачево, викендов заврши изградба на 3 крака од улицата Маршал Тито во селото Тракање. Истовремено привршуваат и подготовките за асфалтирање на околу 800 метри од улицата Лазар Стоименов во Оризари. При тоа, овде се работи на доизградба на подпорните ѕидови, како и на поставување бетонски рабници. Предходно, на оваа улица, комуналното јавно предпријатие Водовод изгради водоводна и канализацијска мрежа. Во тек е и реализација на активности од програмата за уредување на градежно земјиште, според која во селата Бели и Нивичани се бетонираат улици. При тоа, во Бели заврши бетонирањето на улицата Ѓорги Бошков, на која се поставени и банкини, а во ова населено место ќе се работи на уште една улица. Поради специфичноста на теренот, каде што не може да се изведе асфалтирање, во моментот се бетонира и пристапна улица во селото Нивичани. Слични градежни работи ќе се изведуваат и на улица во Грдовци, како и на пристапна улица во селото Прибачево. Нов бетонски слој ќе биде поставен и на улицата Коста Рацин во Кочани. Во програмата за уредување на градежното земјиште за оваа година за бетонирање и пристапни патеки наменети се 3,5 милиони денари. Во реализираните инфраструктурни активности во изминатиот период спаѓа и изградениот мост на Траканска река, со што се реши еден долготраен комунален проблем и се олесни движењето на жителите од овој дел на селото Тракање. Од општина Кочани информираат дека наскоро ќе почнати активностите за реконструкција на десниот коловоз од улицата Теодосија Паунов во Кочани, и тоа на потегот од автобуската станица до Агенцијата за вработување. Со годишниот план за јавни набавки за овој инфраструктурен зафат планирани се над 5 милиони и 300 денари, од кои дел се добиени како грант од Светска банка.